Пехчево, мало симпатично граче вгниздено во Малишевијата. Некогашниот занаетчиски крај денес може да ви го раскажат старите пехчевци, кои, верувајте ги има и со голема концентрација и љубов, зборуваат како да било вчера. Тука биле дуќаните и луѓето, кои доаѓале од околните места да пазарат. За Пехчево ни раскажаа Левтар Стамболиски и Живко Сотиров, најдобриот хроничар во градот, човекот кој ги знае сите легенди и податоци за градот. Иако Сотиров е со оштетен вид, скоро и не гледаше. Радоста на неговото лице беше голема, горд што ќе ја раскаже историјата на градот. Пехчево е било некогаш голема касаба и нарочито христијанското население се били сите занаетчии. И по това се контактирали со население од сите околни места. Не само тука Малешевијата, и од Струмиш, некојаш тука граница не е имало. Границата е тука поставена после Првата светска војна. Пехчево е било центар и за оние места од другата страна на сегашната граница. И сега контакти с население и тоа каже това, тоа каже това, тоа каже и се створат тие преданија. Малешевијата е иначе и сега позната като обилни пасишта, многу квалитетни обилни пасишта. Во стари времења, вие сте новинари, знаете това, други услови на живење е било. Постоеше до создавање на колективо 50-та година, 1950-та година, постоеше стара традиција власи од овчеполието. Почнеле пролета, ја сега веќе крај на април, почетокот на мај, властите докаруваше овци на паша на планината тука, на добрите пасишта. И сега, дојдат тука през летото, испашана стока, правеаше, значи, кашкавал, таков кашкавал нема, това си беше нейни занаат. И есенно време се прибирааш. Това е, властите се едни од најстарите народи кои се населили Балканскиот полуостров. Едни, викам, не сите, него едни од најстарите. Това е било некоја стара традиција и предање. И сега, доодили са племиња сточари, Малешевијата, като и властите са после доодили, и са се населували, през летото корисат пасишата, после идат. Добро, ама, стечение на време. Почнали са постепенно некои фамилии да преседува и преко зимето. Тука, не да се истеглува, него има обилни пасишта, ќе обезбедат пасишта, викаме го ние брсјат, брсје прават такова лисници, сечат стебла, а ти трупа така на дрво, да стана сушина, за да може през зимето па да ранат стокат. Али това не е било за година, две, за век, това са векове минали. И сега почнали са по некои да останува. Ама потребата за да се има и домачински употребливи предмети за домачинство, например, треба да има, он е сточар, треба да има сад, дека кога направи урда, в тогавашни услови се е правило друго сирење, жежено сирење, треба да има сад, дека да го смести. И почнали са да прават од дрво, качета таквија специјални, за да бијат млекото, да искараа масло, треба да направат бутимо, после, за да може други некои работи, има многу квалитетна глина тука во Пехчево,
почнали се постепено да усъвършува така глинени садови и се развило гранчарството. И така дошло да првите занаати кои са това време оформени тука в Пешево били са дрводелски занаати за производство на качета и наравно да се направи врата да се влезе во колиба, во куќа, во товатка. Гранчарството после е почнало да се развива и тия преработка на кожи и така натаму. Постепенно, това со страње на векове се е формирало и занечиски слој од населението. Не само сточари, него и занечи. Името на градот има долгогодишна историја. Името на градот по печките што биле во рудниците. Прво се нарекувало Печково, но многумина не можеле да го изговорат името Печково, па низ годините или се додавале нови букви или се менувале. Ке е настанало името на Пешево? Това ме беше прашано. Сега, видите, кога се вече развива, разслојува това население, тука што е живеало, на това локалите што го викам јас Рахковец, тия садове што са и производили занечиите, а имало е контакти меѓу луѓето од соседните села, това. И почнали са, дојде са, например, пријателја бе, така това е убав сад, одека го снедети дека това, дај јас да зема, тиеш у тове занече, тиеш у гранчаре, тиеш у това. И така, тие идат во ниното село и однесат, дали че е бутиво, дали че е каче, дали че е грне, дали че е котле, оти се развило пикала, каладжи и такова. Одека бе, и са првиот пат са го именували местото кога са почнали да експлоатира и руда, ја вика там при печките, това селище при печките. И почнали са полечка да го викаа Печона. Печона и со течение на времето при пешчите Печона, при пешчи и така првиот пат са го викали, некои се го викали Печона, а после се го завикали пешчите и пешчите дека се тоа. Во турско време, по тие европски конгреси, договори што са били товатка, доодили се од европските држави, нарочито австријанци. Тука са престојували во Пешево австријанци и ден денеска една фамилија викаа и Шмитарци, затова оти по таа фамилија престојувал Шмит, австријски, сај вика посматрачи, таквија монитори што посматраа дали Турција извршува земените обврски пред големите држави. Сега, додели са посматрачи и руси, и австријанци, и италијанци, това се. Тие свет не са могли да го изговорат Пешчово, ама са го некак на иначе Пешцево, така са го изговорали таа работа. Малешевско-пиеничкиот крај изобилува со убава и чиста природа, здрава вода за пиење, прекрасен воздух, што дава долг век на живот. Левтар Стамболиски е најстариот жител на Пехчево, ке полни 93 години. Пехчево, када ти кажа Павна тука, казармите тука, што са. Да, тоа монополо саше. Това са казарми. По Берово имаше казарма војни и во Делчево. А тоа е било тука Пехчево ваздушна бања на таа војска. Това е тука, това се тога и наше. Маларија тука не фашеше. Уделе по Кочанско, Струмичко, маларија мораше да... Маларија, ли знаеш што е маларија? Изедат те комарците, јали ти маларијата ти не донесеш си ја сам. И од това тука се нешто говори. Иначе, јас сам 92-3 години, разбираш ли ме. Јас не сам, Бог ме е така зачува и тако едно нешто. Јас не сам ошел македонска бања. Одеше се понапред по бања, одеше такова. Нит сам ошел на
доктор. Не само шел никаде, разбираше, дека ме Господ надариле, шоле, разбираше, а не сам се плашил като селско дете од работа. За него се свежи сите случувања во градот. Пехчево бил преубав. Имало се. Па заначи се. Имало и шивачи, и ковачи, нака се вика таквија што са преработували сребро, разбираше такова се. Тука има. Нема што е постојало дуќан да не е имало. Највоодушевен од изгледот на жените во Пехчево, дотирани, убави, здрави. Секоја жена посебна слика. Ни смеја се подсетува Лефтер. Здрави, не ти викам, здрави шо. Така да го видиш, да удариш од тука ќе испршне. Нема да видиш некој испиено така за крлевело. Пехчевскиот крај е богат со интересни цркви и археологија. На 4 километри од градот е местноста Свети Петка, кај локалното население е познато како манастир. Тука е откопана старохристијанска црква, најверојатно манастирски комплекс со поголеми димензии. Локалните жители се сеќаваат дека ова било преубаво место. Имало камбанарија чиј звук се слушал дури до Берово и Царево село, денешно Делчево. Тука местото е благословено со направена црква Света Петка. А градот ја краси црквата Свети Петар и Павле, изградена во 1856 година. Кобен бил земјотресот во 1904 година. Црквата била многу оштетена и во 1978 година е изградена нова црква. Во градот на некогашните богати занаичи, подсетува и по некоја стара убава куќа. По историјата на градот, неговото име и интересните приказни на жителите, заминавме кај Пехчевските водопади. По патот дотаму застанавме кај големо воштарник. Иако срамежливо дрвјата се будеа, тука Ѓорги Поповски ни раскажа дека ова не се било какви дрва, туку аронија, растение што така успешно вирее. Ние одгледуваме аронија, малина и рибизла. Тоа се овошје што многу тешко успеваат да пораснат. Како почнавте да ги одгледувате и која е тајната? Тајната е што малку повеќе по Европа, по Русија, Украина тамо и се запознав со аронијата од 95 и 6 година. Ја увезов од Русија преко Пловдив институтот и нашиот институт Скопје. Тогаш увезов 10.000 садници малина и 600 садници аронија. Аронија меланокарпава. И аронијата како аронија има повеќе врсти, потеклото и од Америка, али пред 200 години е внесена во Европа. И сега моментално највеќе се одгледува Русија, Украина и Полска имаат. А во Македонија? Во Македонија прв пат внесена 98 година во Пехчево. Што треба за аронија? Каква клима одговара овде? Најверојатно многу клима. Ја види сега, она не е многу пробирач на земјишето и не климата. Сепак на неа најдобра надморска висина одговара некаде од 600 до 2000 метара надморска висина. Она не измрзнува, не се прска, не се расипува, не пропаѓа, не скапува, растение кое содржи антиоксиданци во него и го користат дали здрави или болни луѓе. Што значи аронијата е за сите погодна за исхрана, за да се направат компоти и сладка тие работи. Имаше во едни книги дека во случајот со катастрофата од Чернобил, сите тие што са користили тамо не по Украина са преживеали во случајот со нуклеарката. Зошто јаделе аронија? Да, јаделе аронија, користеле, разбираш, и таа содржи антиоксиданци, рекох, и други елементи што се многу корисни за организмот. Она го прво намала крвниот притисок, регулира работата на срцето, чисти замасени тива, подобрува крвна слика, едноставно неа ја вика и авродизијак.
Музика, забава и танц. Во полна куќа со Тања и Новица. Денеска во 15:10. Полна куќа. Seven Days Mini ги надополнуваат вашите секојдневни пијалаци, вашето млеко дома или топла шолја чај во канцеларија. Свеж сок од портокал на пикник или вашето омилено кафе. Што и да пиете, Seven Days Mini круасани. Зад слоевите на мекото тесто се крие срце од фин крем. Seven Days Mini круасани, совршени со било кој пијалак. Од сега во Скопје постои вистински простор за хокеј и уметничко лизгање. Арена по светски стандарди која може да се користи во текот на целата година. Здравствуйте, меня зовут Андрей Егинин. Я тренер по хоккею с шайбой. Работал в клубе «Спартак Москва» и со многими известными хоккеистами, в том числе с Александром Овечкиным. Приходите на тренировки в спортивный центр Борис Трайковски. Уписите во клуб Y се веќе започнати. Спортски центар Борис Трајковски. Уште еден чекор напред. Peugeot 3008, нова визија за автомобил, напредна технологија, достапен од 19.990 евра. Толку сум среќна што те имам, ти благодарам, а благодарам значи мерси. Мерси, огромен избор. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси е моето благодарам. Мерси за тоа што си ти. По патот веќе се слушаше водата, звукот на реката Брегалница. Во неа се вливаат многу реки и поточиња. По течението на реката уживате во преубавите пейсажи, убавите цвеќиња, но во летниот период тука паднатите лисија се прекриени со цвеќиња, цветниот тепих со преубавата вода и сончевите зраци, што продираат низ буковата шума, се вистинска убавина. Тука се е прилагодено за убава прошетка, направено од природен материјал од општина Пехчево. Направиле скали, водата која извира од карпите е чиста. Низ направеното борово дрво може да пиете свежа вода. Се скачуваме на 1500 метри надморска височина. Моќниот звук на природата ве привлекува. Чекорот се зголемува. Стигнувате до прекрасниот водопад Скокото. Водопадот низ Карпите е единственото нешто што го гледате. На реката Брегалница има вкупно 5 водопади. Сум еден од екипата која е изградила патеките за водопадите. Каде се наоѓаме сега точно? Сега се наоѓаме на местото наречено Скокотот, точно на Жатачка река, инаку областа Дебел Рид, ја викаме ние во Пехчево. И тоа е тоа за локацијата кај се сега моментално наоѓаме. Водопади на оваа локација Дебел Рид се 5. Ние бевме на 3 до сега, нагоре има уште 2. Се наоѓаат на досега на реката Брегалница. Другите 2 се на реката Жатачка река или Лутачка, викаме ние во Пехчево. Исто таа река ја го снабдува Пехчево со вода за пиење. Највисокиот водопад негде на 1600 метри, а сега сме ние некаде на 1500 метри надморска височина. Во иднина се планира горе карулата на таа беше на ЈНА, па ни е поклонија на општина Пехчево. Во иднина се планира да се направи детско одмаралиште.
Таа е исто на 1600-700 метри надморска висина, со прекрасни погледи, со прекрасни ливади. Пехчево е мало, но преубаво место. Водопадите се задолжително место во Пехчево што треба да се посети. Уџивајте во мирисот на боровата шума, а по прошетката може да седнете на ручек на речна пастрмка, пехчевски компири и сирење во ресторанчињата покрај реката Брегалница.